Значи, дел од таа информација е невистините и веќе се демантираш. Значи, беше спомнат Игор Милев дека негов син работи во СЈО, тој воопшто нема син. Ме спомна мене дека маш на некоја моја братучетка бил вработен во СЈО и јас ви кажувам дека тој не е вработен во СЈО, тоа е лице кое што е вработено во Министерството за внатрешни работи, кое што прима плата од Министерството за внатрешни работи, кое што е вработено таму што јас кога сум била студентка. Ниту сум имала можност да влијам на неговото вработување во Министерството за внатрешни или не. И си го поставив прашањето дали вреди тоа да го објаснам и да го демантирам заради тоа што некое лице што по случајна основа е оженет со некоја моја братучетка, па го вадат. Значи, има случаи кои што апсолутно самите по себе се демантираат дека се невистините. Дали некој е доделен на привремено да врши истражителски дејности или не, тоа не е вработување во СЈО, како што има истражители од други разни институции. Дел од информациите за одредени лица имаше информации предходно дека се вработени лица кои што се, не знам, деца на суди и обвинители, но тоа не е ситуација само и во СЈО. Значи, често пати во минатото ние размислувавме и разговаравме има ли начин да спречиме влез во професијата на деца, да речеме и во други обвинителства, ќе видите деца на обвинители работат во тоа обвинителство. Мојот став е дека треба да бараме начин. Знам дека и во минатото, во претходната влада се размислуваше и се ставаа одредби кои што потоа беа прогласувани дека се неуставни, дека не може да ограничите, да речеме, деца на адвокати, дека не може да речеме деца на адвокат да биде обвинител или да биде судија таму каде што родителот застапува и слично. Значи, тоа се опции кои што се проблематични. Јас навистина ќе бидам многу срекна и задоволна доколку Државната комисија за спречување на корупција по одобрен глас или по пријава ги истражи овие случаи. Видовме дека во минатото, кога имаше обвинување за непотистичко вработување, Државната комисија за спречување на корупција излезе со многу релевантни одлуки, врз основа на тие одлуки одредени лица и ги загубија своите вработувања. Така што би била многу срекна доколку и во овој случај имаме правна завршница да се докаже по кој пат тие деца се вработени, тие лица се вработени, дали се на објективни основи или пак заради роднинска врска со некој од постојните обвинители или суди.